Добра вечер, почитувани гледачи. На фреквенцијата сте на регионалната КТВ телевизија започнува уште едно издание на информативната емисија ТВ Објектив. Секогаш третираме актуелни теми, актуелни гости, така ќе биде и во вечерашниот ТВ Објектив. На политичката сцена во Република Македонија деновиве се појави нов политички субјект, тоа е ГРОМ или Граѓанска опција за Македонија, партија предводена од господинот Стефчо Јакимовски, актуелен градоначалник на општина Карпош. Токму за причините за формирање на новата политичка партија и се она што следеше до формирање нова партија, ќе слушнете вечерова во вечерашно издание на ТВ Објектив. Господин Јакимовски, добре дојдовте во нашето студио. Добре најдовме. Ви исклучија од Социјалдемократскиот сојуз, напред тоа предходеше одење, неодење на локални избори, вие бевте градоначалник на Карпош, требаше да видите повторно кандидат за градоначалник, опозицијата, здружената опозиција, нели, пресметуваше, калкулираше и на крај Стефчо Јакимовски беше исклучен од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа ли е главната причина за формирање на нов политички субјект кој што веќе почна да обединува, според она што гледаме во јавноста, обединува повеќе поранешни и сегашни функционери и луѓе од политичкиот живот? Не. Најлоша работа ако во политиката гневот ви биде сојузник. Тогаш правите многу грешки. Напротив, јас мислам дека моите довчерашни колеги има многу гнев во себе, затоа направија серија грешки во овие 4-5 месеци. Ни случајно не е гневот кон Социјалдемократскиот сојуз причина за да јас правам партија. Напротив, јас им посакувам се најубаво, нека продолжат успешно да действуваат на политичката сцена. Основната причина е што во овој бипартиски, биполарен политички свет во Република Македонија очигледно дека се исцрпуваат сите креативни мисли и дека таа не е доволна понуда на политичката карта во Република Македонија. Сметам дека граѓаните треба да имат поголема политичка понуда, треба да имат граѓаните шанса за поголем избор. Еден таков избор е и Граѓанската опција за Македонија или ГРОМ. Ние сметаме дека ВМРО ДПМН не ги даде очекуваните резултати кои што граѓаните очекува. Во исто време главната опозициона партија Социјалдемократскиот сојуз не се наметнува со соодветни решенија или како вистинска алтернатива на власта и затоа сметаме дека има простор за политичко делување, има што ново да се понуди на политичката сцена и во овој цел изминат временски период, откако одлучив да се кандидирам на избори по победата навака, не само што добивав поддршка од граѓани од мојата општина, туку добивав поддршка и од Скопје и од цела Република Македонија и во континуитет тие луѓе кои што и ги познавам, но и онакви кои што не ги познавам, едноставно инсистираат да таа наша комуникација, односно таа успешна приказна од Карпош, ја преточиме во цела Република Македонија и таква е нашата цел да се потрудиме малку да го подигнеме нивото на политичка култура, се потрудиме малку да влијаеме на политичката толеранција, да зборуваме повеќе за проекти, за визии, за тоа како оваа државичка ние гледаме на тому како треба да се развива, како на овој млад свет да му обезбедиме перспективи, а малку да ги подоставиме кавгите, распаривите, омразите и така натаму и така натаму. Каде припаѓа ГРОМ, значи и кои граѓани се таргет за ГРОМ? ГРОМ го одбира најтешкиот пат. Патот на центарот е најтежок. Зошто? Десно ориентираните партии секогаш продуцираат политики кои што се од, да речеме, од патриотски карактер, национален карактер и тие се многу полесни, поприфатливи за увото на граѓаните, поедноставни и едноставно на нив полесно, како да кажам, политичките фактори полесно се шлепаат на националните прашања. Додека пак лево ориентираните партии, тоа се попопулистички партии, кои што со своите политики носат претежно популистички одлуки, политики и така натаму и сметам дека
централниот дел од политичката сцена е оној кој што отприлика се партиите кои што на сите проблеми во државата не смеат да им гледаат ни со срце, но во исто време ни со популизам, туку треба да ги гледаат реално со вистинска диоптрија и на практично да отварат вистински прашања кои што значат перспектива за граѓаните на Република Македонија. Тоа се прашањата и од областа на економијата, од областа на етничкиот соживот, од областа на евроатлантските перспективи на државата, областа на безбедноста, корупцијата, криминалот и така натаму и така натаму. Ајде да ја отсликаме актуелната состојба низ призмата на Гром. Значи, како ја цените економската состојба во моментов во државата? Имаме невработеност толку колку што имаме и официјални бројки, меѓутоа имаме и бројки кои што се поголеми од официјалните. Значи, како Гром гледа на економската состојба во државата? Најжално е што приватниот сектор не отвара перспективи за граѓаните. Најжално е што граѓаните во приватниот сектор не ги гледат своите перспективи, својата иднина, туку ја гледат својата перспектива во администрацијата, во државните институции, во јавните предпријатија, установи и така натаму. И тоа допринесува да имаме се поголемо буџетско оптеретување и се повеќе теретот врз стопанството оневозможува да имаме проширена репродукција, да се отвараат нови работни места. Значи, најлошото е што граѓаните својата перспектива не го гледаат во приватниот сектор, тој и ја губи довербата, но и ја губи својата сила да отвара нови работни места, да отвара перспективи и да вработува луѓе. Значи, треба едно потикнување на малите и средните предпријатија, потребно е релаксација на буџетот, односно намалување на буџетските расходи, за да може стопанството да здивне, за да може повеќе пари, нашиот концепт е повеќе пари да има кај стопанството и кај граѓаните, а помалку да има кај државата, затоа што државата многу лесно заработува, но уште полесно троши. Таа лесно заработува зашто ги заработува парите со закон, со принуда, а уште полесно троши бидејќи, како да се каже, туѓи пари, нели, пари кои што стопанството на поинаков начин ги заработува за разлика од државните органи, кои што, еве, ќе ви кажам едноставно, гледате, ние како ги трошиме тие пари на споменици, на, не знам, други непродуктивни расходи, и тие непродуктивни расходи не создаваат нови вредности. Она што најмногу може една држава, не зборам само за нашата, туку и за било која, кога има таа големи буџетски, кога има голем буџет, таа се однесува нерационално, најмногу што може да смисли е да направи некој енергетски објект или пак да направи некој аутопат, додека пак, ако повеќе пари остануваат кај стопанството и кај граѓаните, тие по природен пат наоѓаат каде да ги инвестираат своите средства за да може да ги оплодуваат, односно да се отвараат нови работни места. Сметаме дека треба да се скратат максимално непродуктивните расходи, освен во здравството, образованието, културата, најбитните културни институции, сето друго што е нестопански инвестиции, мислам дека веќе треба да се прекине, за да се може да се отворат перспективи кон другиот дел, развој на енергетскиот сектор, развој на инфраструктурата, подршка на земјоделието. Земјоделието и земјоделската политика не треба да се базира само на стимулациите и субвенциите, треба да се запрашаме каква инфраструктура има во земјоделието, колку има мелиоративни системи, какво земјоделие ние може да развиваме кога само 20% од површините се под вода, све останато чека од Господ. Натаму ќе се потрудиме ли да имаме окрупнување на земјоделските парцели, ќе се потрудиме ли како држава да влијаеме врз намалување на трошиците по единица производ, за да нашите производи бидат поконкурентни на европскиот и на светскиот пазар, и така натаму и така натаму. И она што е најбитно е што запревме со евроатлантските интеграции, односно Република Македонија мора да ги отвори портите кон Европа, зашто таму имаме 550 милионски пазар и затоа што таму ќе се доживее и продор на нашето стопанство, но во исто време ќе имаме слободен проток на луѓе, идеи, капитал и така натаму, и тоа би ја релаксирало целокупната состојба во државата. Како гледате на странските инвестиции како можност за отворање на нови работни места и засилување на македонската економија? Дали она што досега го имаме како странска инвестиција значи подигнување на македонската економија?
Ние не треба да викаме само странски инвестиции, ние треба да се потрудиме амбиентот во кој што ние работиме, во кој што живееме, да биде таков кој што ќе ги привлекува странските инвестиции. Вие може да правите какви сакате промоции, може да доносите какви сакате закони, ако државата ви е политички нестабилна. Ако имате етнички тензии, значи политичкиот ризик е многу битен за странските инвеститори. Ако безбедност на граѓаните не е како што треба, значи не му е сигурен капиталот, ако правниот систем не функционира онака како што треба, ако немате правна држава и правен систем кој што функционира одлично, значи странецот се плаши дека неговиот капитал многу лесно утре низ правни заврзлами во државата може да му биде замрзнат, оштетен или пак дури и изгубен, и затоа е многу битно да го создадете целокупниот амбиент. Мора се подигне нивото на индустријската култура на граѓаните на Република Македонија, за да бидеме поатрактивни за привлекување на странските инвестиции. Тие се и текако битни. На Македонија годишно од некаде 350 до 500 милиона евра ни требаат странски инвестиции. Ние, ако го немаме тој импулс од надвор, не ќе можеме да обезбедиме вработување на сите фактори за производство и не ќе можеме како Република, како држава, значи да обезбедуваме позитивен економски развој. Нас не треба економски развој од некаде од 5% па нагоре, за во таква ситуација да знаеме дека се креираат и се отвараат нови работни места. Во се она друго значи дека ние стоиме во една стагнантна ситуација и која што не отвара перспективи за младите луѓе на Република Македонија. Како ја прецепирате политичката сцена во државата? СДС веќе има промена на лидерот, ВМРО ДПМН веќе се на власт, меѓутоа и на избори покажуваат дека се силна политичка партија заедно со оние помали партии кои што ја чинат коалицијата. Значи, сега се формира и ГРОМ. Како гледате на целокупната политичка состојба? Треба се биде реален и моето искуство што го имам долго политичко искуство, е дека се уште ВМРО ДПМН е јака политичка партија, ги користи сите полуги на власта, институциите, натаму има големо членство, држи под контрола голем број на медиуми, настојува да води политики кои што се повеќе карактеристика на левите партии отколку на десните, меѓутоа тие едноставно влијаат кај широкиот круг на граѓанството и се уште има мнозинска поддршка од граѓаните. Но очигледно е дека, како да кажам, нивните идеи, нивниот корпус на продукти и на програми што го нудат кај граѓаните се исцрпува. Од друга страна пак Социјалдемократскиот сојуз евидентно дека нема идеи, ниту има програми, ниту има визија, ниту може да се наметне како алтернатива. Еве гледаме за жал новиот претседател на Социјалдемократскиот сојуз со своето прво интервју веќе имаме контраверзии околу неговите изјави за разни прашања и така натаму, и имајќи во предвид какво ќе биде раководството на Социјалдемократскиот сојуз, од оно што јас ги познавам луѓето внатре, не можам да почувствувам дека тие се перспектива на Република Македонија. Очигледно дека од таа 60.000 партија како резултат на внатрешните пресметки не можат квалитетните луѓе да дојдат до израз. Затоа сметам дека ГРОМ има шанса и има перспектива. Нашата цел е во ГРОМ да ни пристапат и да ја водат партијата луѓе кои што имат резултати, кои што имат успеси за себе, луѓе кои што во својата средина значат нешто, особено оние кои што им се верифицирани резултатите, може би тоа да е во професијата која што ја работат, може во политиката, или пак луѓе кои што и досега значат нешто за граѓанството кое што во местата и во средините каде што живеат. И она што за нас е најбитно е да одбереме и да ни се приклучат луѓе кои што знаат да комуницираат со граѓаните, кои што го чувствуваат пулсот на народот и не само на граѓаните од нивната етничка националност, туку од сите граѓани кои што живеат во Република Македонија. И нашето мислење е дека доколку ГРОМ успее да се стабилизира во тој кадровски оддел, дека ќе исфрли сериозен продукт на политичката сцена и дека со нашиот политички живот започнуваме некаде од 1 септември по регистрацијата на партијата, веќе
Нашите стручни експерти работат на програмата на Гром од различните области, откако ќе се обзнани програмата и новините кои што ќе ги има и предлозите таа програма, ние ќе започнеме со активен политички живот. Има ли место во Гром за луѓе кои што се незадоволни од политиките во СДСМ, во ВМРО ДПМН и во останатите помали политички? Најмногу нам ни пристапуваат луѓе од кои воопшто досега немале Политичка активност. Политичка активност, верувајте, многу има такви. Пристапуваат и луѓе кои што биле политички активни, меѓутоа кои што недоволно се реализирале дали во едната или во другата политичка опција, тие се помалку во однос на другите. Во секој случај ќе ни биде драгоцено нивното искуство, но во исто време ќе ни биде многу битна таа нова енергија, нова политичка енергија што ја носат со себе лицата кои што досега не се бавеле со политика и нивниот честен пристап кон политиката. На нас како раководство и на општинските раководства ќе биде да зависи од нивната умешност колку тие ќе умеат да направат позитивна атмосфера, да зрачат со позитивна енергија и да сите добри работи од сите овие луѓе можат да ги соберат во партијата, за да зрачат кон граѓанството со исто така со едни позитивни ефекти, за да може Гром нормално на наредните парламентарни избори да добие што е можно повеќе гласови. Господин Екимовски, со кого би соработувала Гром? Значи, од 1 септември станувате и официјално политички активни. Значи ли тоа дека поблизу до вас се ВМРО ДПМН или СДСМ? Што сме партија на центарот, ни се пружа можност, ни се возможува да соработуваме и со едните и со другите. Ние немаме намера, може по одредени проекти можеме да соработуваме и предизборно, меѓутоа на овие избори секако дека ќе одиме сами. Немаме намера никого да одржуваме на власт, нити пак некому да помагаме да дојде на власт. Ние ќе си продуцираме собствена, наша политика, автохтона политика, и се бориме и ќе бидеме парламентарна партија и Гром ќе биде дел од власта по март 2014 година, имајќи во предвид дека најверојатно ќе има предвремени парламентарни заедно со председателските избори. Рековте дека по 1 септември активно действувате на политичката сцена и ќе се создаде програмата на Гром. Што ќе биде главната содржина во програмата? Значи, што ќе понудите како нови проекти, новини за подобрување воопшто на живеачката во државата, со оглед на тоа дека илјадници млади веќе заминуваат од државата? Таму ќе има посебни прашања околу политичкото уредување на Република Македонија, околу безбедност, околу борбата со организираниот криминал и корупцијата. Натаму прашањата од етничката природа. Ние тие прашања не смееме да ги ставаме под тепих. Ќе дадам само еден пример. Територијалната поделба на Република Македонија ја усвоивме во 2004 година и го одложивме низината примена за 2013 година. Прашувам што битно се измени од 2004, од 2005 до 2011 година, наместо тие прашања да ги затвараме порано, ние практично сега имаме една ситуација како со нож пресечена етнички поделени Струга и Кичево, и наместо да ги зараснуваме раните од конфликтот 2001 година, ние сега имаме една ситуација која не враќа пред потпишување на рамковниот договор. Сакам да кажам дека битните прашања кои што се од етнички карактер треба да ги отвараме и да ги затвараме што е можно поскоро и да не ги оставаме за идните генерации. Тие ќе имаат нови предизвици, кога тие ќе дојдат на власт, ќе си имаат доволно проблеми. Овие проблеми за кои што сме ние денеска платени исто така треба да ги разрешуваме. Натаму ќе имаме своји предлози во делот на стопанството, особено во поддршката на малите и средните предпријатија, поттикнувањето на вработувањето, во делот на социјалната политика, особено поддршката на лицата со посебни потреби, на оние корисници на постојана парична помош, на нега од друго лице, на социјална помош, како и на инвалидите, значи оние категории на граѓани кои што не се во состојба да работоспособни и кои што не можат да создаваат за себе и за своите семејства. Натаму ќе има мерки многу битни во делот на образованието, во делот на здравството, во делот на екологијата. За Гром ќе биде многу битен дел исто така екологијата, затоа што сметаме дека сите креативни сили, економски потенцијали што има, политички,
научни, технички и така натаму, треба се вклучат во одбрана на едно најбитно прашање во светот, а тоа е одбрана на планетата Земја. Вие гледате што се случува со глобалното затоплување и Гром тука смета дека има што да даде и мора да посебно внимание да посвети токму на овој дел. Натаму Република Македонија нема теоретска шанса да се развива и да станува индустријска, високо развиена индустријска држава, ако биде вака енергетски зависна. Јас ќе ви дадам само еден пример. Кога јас бев министер 2004 година, увозот на електрична енергија беше некаде под 100 милиона евра, сега е веќе 650-700 милиони евра. Што тоа кажува? Тоа кажува прво дека електричната енергија драстично ќе зголемува цената на електричната енергија, се поскапа ќе биде. Никој да не се надева дека цената ќе паѓа, ќе оди нагоре. Второ, ако сме ние увозно зависни, тоа значи дека трошоците и нестабилноста на европските и на светските пазари многу лесно ќе се префрлаат кај нас и тоа значи дека нашето стопанство ќе биде неконкурентно, што значи ние сериозно мора да работиме на алтернативни извори на енергија, на енергетската ефикасност, на градење нови капацитети. Овде во ваша близина има еден огромен проект, тој се вика Чебрен и Галиште, за кој што зборуваме 50 години и можете да замислите, оваа влада е веќе 7 години на власт, ако почнеше пред 7 години да се гради, веќе половина браната ќе беше готова. Чебрен треба да биде втора поголемина брана во Европа и таа треба да ги пегла екстремите на цел Балкан, што значи дека таа така наречена многу скапа вршна струја, електрична енергија, таа значи дека ќе биде од интерес на целиот регион, целиот балкански енергетски систем и сметам дека треба да полека но сигурно да влегуваме и во такви крупни проекти кои што се од значење не само за на Република Македонија, тука и за другите делови. Вардарскиот регион каде што не следат вечерва е земјоделски крај, значи каде е земјоделието за Гром, значи како гледа на земјоделието? Јас на почетокот кажав, добро е што се дават стимулации, субвенции. Само не е добро ако тие одат во погрешни раце и ако одат во така наречени мешетари. Најбитно е стимулациите и субвенциите да стасат кај вистинските земјоделци. Ние сме за уште поголема поддршка на земјоделието, но во исто време во земјоделието мора да градиме инфраструктура. Мора да се воспостават нови современи агротехнички мерки, мора да имаме да се градат нови хидросистеми, нови мелиоративни системи, затоа што само 20% од земјоделските површини се наводнуваат. Остатокот значи чека од милоста и немилоста на небото, односно на Господ, што значи дека Македонија мора да се потруди во тој дел да обезбеди што е можно повеќе површини да се наводнуваат. Од друга страна да има примена на современи агротехнички мерки, мора да има окрупнување на парцелите, мора да влие државата врз намалување на трошоците по единица производ за да нашите земјоделски производи бидат поконкурентни на европските пазари. Ние ако влегуваме во Европската Унија, тоа значи дека нема царини, тоа значи дека нашето грозје, нашата пиперка, нашиот патлиџа, зелка и така натаму краставица, таа ќе се бори со сите останати земји, не само светот, бидејќи светот се глобализира, значи ние мора да се трудиме трошоците по единица производ да паѓа што е можно пониско и треба да практично да се нивелираме со високо развиените европски земји. Во Кавадарци имате средба вечерва, ќе се формира значи разгранок на Гром во Кавадарци. Ова е иницијативен одбор за формирање на очекувате ли дека Гром ќе најде на поддршка, како што велите дека веќе во државата ви се јавуваат луѓе кои што сакаат да се политички активни? Какво вашето очекување во овој дел од државата? Јас веќе имаме повеќе контакти од овој вашиот регион, значи и од Росоман, и од Неготино, и од Демиркапија, Валандово, Гевгелија и така натаму. Велес, особено Велес, и посебно ми е драго што откако имавме оној првиот иницијативен одбор во Скопје, практично прва општина
или прва заедница која што ние посетуваме и каде што сметаме дека веќе имаме голем број на поддржувачи, тоа е Кавадарци, посебно ми е драго. Овој регион, тоа е регион кај што имаме граѓани кои што претежно живеат од својот труд, граѓани кои што се докажали и во минатото дека имат политички сенс и во градот кој што и во минатото даде голем број на политичари кои што си дадоа свој придонес во развојот на Република Македонија и една од тие причини е што доаѓаме вечерва во Кавадарци. Каква е соработката со Панчо Минов, поранешниот градоначалник на Кавадарци? Панчо Минов е една интересна личност која што она што го краси е и што мене ми се допаѓа е комуникацијата со граѓаните. Што е непосреден со своите граѓани, ретко кој политичар има таков однос кон своите сограѓани и кој што знаеше во минатиот период и да помага на луѓето и да комуницира, да има трпение, да се залага за решавање на нивните проблеми, но во исто време и да има соодветни резултати. Не е едноставно да излезеш сам на избори и да добиеш 5000 гласови во Волка град како што е Кавадарци. Јас тие резултати ги почитувам и би сакал не само Панчо Минов, туку и сите оние кои што го поддржуваат него, како и други лица од Кавадарци и пошироко од регионот, кои што сакаат да се приклучат кон нашата партија, да ни се придружат. Секако дека има место за сите, има можност за политички ангажман во општинските структури, во местните структури, во централниот одбор на партијата, извршниот, надзорниот, комисиите и така натаму, така да сите граѓани, особено млади стручни кадри, ги повикувам да ни се приклучат, затоа што е ова партија која што има своја перспектива. Така. Вие сте градоначалник на општина Карпош, една од успешните општини во државата. Зел многу пати бара зајакнување на финансирањето или повратот на ДДВ или парите кои што ги дава државата кон општината. Сметате ли дека и колкав е процентот што треба од ДДВ да влегува во општините и дали сметате дека државата доволно трансферира до општините? Знаете како, ако ги прашате и општините во Данска или во Норвешки, тие ќе ви кажат дека недоволно имат пари за менаџирање на општините. Јас пред 2 години бев во Норвешка и кога ми кажа дека нивната општина брои вкупно 2500 жители, а имат буџет од 9 милиона евра, навистина, кои ќе ги разговарате со нив, ќе ви кажат дека тоа е недоволно за развој на нивната општина. Значи дека таа е вечна битка помеѓу централната и локалната власт. Меѓутоа, морам да кажам дека во Република Македонија развој на локалната самоуправа е од посебно битна од еден друг аспект во разрешувањето на етничките тензии. Ако имате јака и силна локална самоуправа, полесно и на поприроден начин се разрешуваат и тие проблеми, имајќи во предвид дека локалната самоуправа е власт која што е најблиску до граѓаните. Тој е сервис кој што е најблисок до граѓаните. И, например, во рамо каде што имаме мешовите средини, она што е доминантна етничка заедница, разбирливо е дека градоначалниците ќе бидат од мнозинската етничка заедница, и тоа доколку сака победа на избори, тој мора да се однесува коректно, мора да испорачува проекти и кон помалите етнички заедници, доколку сака да има победа на избори. Впрочем, таков пример сум и јас во општина Карпош. Ние имаме некаде околу 1200 гласачи од албанска етничка националност, имаме некаде околу 500 гласачи од ромска националност и ние извонредно добро функционираме, извонредно добро комуницираме и за волја на истината сите тие етнички заедници, срби, роми, власти и така натаму, сите застанаа зад мене на овие избори и заедно сите однесовме убедлива победа. Само сакам да кажам дека локалната самоуправа, колку имате појака локална самоуправа, ќе можете да разрешувате поголем тип на проблеми. Ќе ви кажам уште еден друг пример. Например, ние многу добро ги разрешуваме проблемите од областа на урбанизмот, еве сега околу легализацијата, и тоа има едно друго прашање, например денационализацијата или откупот на земјиштето. Може би кај вас овде не е толку актуелно колку што е кај нас во Скопје. Значи граѓани по 5, 6, 7 години чекат за откуп на земјиште, што тоа кажува дека државните служби се недоволно функционални и не знам што е проблем да
да општина. тоа го добие локалната самоуправа тие функции ги има, или пак дел од јавната безбедност. Значи дел од јавната безбедност исто така треба да помине под локалната самоуправа. Командирите на полицијата треба да бидат дел од општинската влада. Не може градоначалникот да нема ингеренции над дел од полициските структури кои што треба да се грижат за тоа дали се почитува јавниот ред и мир. Не знам, ситни кражби и така натаму, разбојништва, сето тоа може да биде во раците на локална самоуправа, па и дел од собраќајот. Сакам да прашам што има врска министерот за внатрешни работи со собраќајот во Кавадарци. Тоа е се тоа локални проблеми. Под државни ингеренции треба да остане организираниот криминал, треба да остане државната безбедност, треба да остане борбата против растурање на наркотици и опојни дроги, значи соработката со Интерпол и така натаму, значи тоа се крупните безбедносни прашања, треба да се останат во централната власт, а се друго што значи јавен ред и мир треба да остане да се пренесе на локално ниво. За такви поборници сме и ние од ГРОМ. Локалните избори се уште се дискутираат. Тој што доби вели дека беа добри, тој што изгуби се лути, вели беа нефер, не беа демократски. Како вие ги цените? Повторно ја добивте довербата на граѓаните и покрај тоа што имавте против кандидатот ВМРО ДПМН, се соочивте и со против кандидатот до вчерашната ваша партија СДСМ. Како ги оцените овие локални избори што помина? Јас сакам честно да кажам дека ниту изборите во 2009 година исто така беше тешка борба и тешка битка, бидејќи тогаш не бев градоначалник и се борев од надвор за општината. Освен реторички што се препукувавме со ВМРО ДПМН, на терен не можам да кажам дека имало насилие, дека имало подкупување, дека имало злоупотреби на институции и така натаму, сето тоа беше во рамките на дозволеното. Сега оваа година исто така не можам да кажам дека сме имале таков тип на проблеми од представниците на власта. Имаше негативна и, како да кажам, црна кампања од моите довчерашни колеги од Социјалдемократскиот сојуз, но еве и тоа помина. Успеавме да убедливо да победиме во првиот круг на двата кандидата. Јас имав некаде скоро 46%, ти има 20 по 25 запирка нешто. Во вториот круг јас имав повеќе од 64%, дека против кандидатот и натаму остана на 25-16%, што значи дека граѓаните јасно препознаа и јасно поддржаа резултати и визија за развој на општината Карпош, а не поддржуваат негативна кампања, не поддржуваат препукување, кавги и така натаму. Впрочем, ние политичарите доволно кавги имаме останатите денови од годината, а тие 20 дена ред е да им продуцираме на граѓаните проекти и визии за дали се работи за локалната самоуправа или се работи за државата, и ред е тогаш да се надпреваруваме по идеи. И впрочем, граѓаните на Карпош ги препознаа визиите и идеите. За разлика со прашање околу она што е државен интерес, а тоа секако е влезот во Европската Унија. Имаме спор со Јужниот сосед, има спор со Република Македонија околу името, меѓутоа реално и ние го имаме. Како гледа ГРОМ на ваквите случувања? Тоа е најтешко политичко прашање за Република Македонија. Старо веќе повеќе од 20 години, кој што ни ги блокира евроатлантските перспективи. Сметаме дека ГРОМ ќе си даде свој придонес во поддршка на интензивирање на преговорите со посредство на Обединетите нации преку медијаторот Метју Нимиц, да се најде решение по принципот и волковците и овците на број. Мора да имаме во предвид дека мора да изнајдеме заедничко прифатливо решение кое што ќе биде прифатливо и за двете страни, и тоа решение во исто време да не ги навреди националните чувства на нас како македонци. Одговорно сакам да кажам дека никогаш не било и нема да биде во прашање идентитетот на нас како македонци, јазикот. Она што цело време се преговара е преговарањето околу една додавка, тоа е географска одредница до нашето име, за кое што цело време се обидува меѓународниот посредник Метју Нимиц да најде некое решение. Сметам дека владата во тој дел
од ГРОМ ќе има поддршка да изнајде решение за да може да се отворат перспективите за граѓаните на Република Македонија. Еве, пред крајот на емисијата, која би била пораката до гледачите вечера? Пораката до гледачите на Квадраци е да ни се приклучат кон новата политичка партија ГРОМ, партијата на политичкиот центар. Во неја ќе членуваат и ќе ја поддржуваат луѓе со резултати и луѓе кои што сакаат просперитет и развој на Република Македонија. И јас како човек морам да ви кажам дека политички сум реализиран, веќе имам власт, а тоа е општината Карпош, и искрен да бидам на ваков чекор се одлучувам за доброто на сите граѓани на Република Македонија со цел да понудиме нови визии, нови перспективи за Република Македонија и со цел граѓаните на Република Македонија да можат да избираат, односно да имаат можности да имаат повеќе опции на наредните избори. Една од тие опции, еден од тие можен избор ќе биде и ГРОМ, односно граѓанската опција за Македонија. Господин Акимовски, благодарам што бевте наши гости. Ќе се гледаме и понатаму, ќе доаѓаат избори, меѓутоа и вие ќе бидете повеќе поактивни во дејствувањето. Благодарам што бевте наши гости. Благодарам на стапеното време. Нашиот ваш гостин беше лидерот на партијата, господин Стефчо Јакимовски. Секоја добро со нашата програма.